Манифестацијата Кривопаланечка еко храна 2017 представуваше празник на здравата храна. Фестивал на органски производи произведени во чиста и здрава средина под Осоговието. Истата е во организација на локална самоуправа на општина Крива Паланка со поддршка на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Македонија. Реклама за нашиот град, реклама за она што имаме ние како специјалитет на градот, што има секоја куќа специјалитет на своето домаќинство. И тоа е убаво да го рекламираме, да може луѓето да го видат. Благодарам на сите домаќинки, на сите здруженија, на сите угостителски или дуќани, бурекджилници, фурни и така натаму, сите што беа учесници, затоа што со нивна помош направивме една убава манифестација. Секој регион има своји карактеристики. Здравата храна и традиционалните специјалитети се обележија на овој крај и задоволство е да се видат на едно место. Беа изложени специјалитети од вредните домаќинки, но и од угостителите од градот, а одзивот и интересот на граѓаните беше голем. Што подготвивте вие за манифестацијата? Манифестацијата за секоја година е многу убаво. Да продолжи понатам така да има. Јас правев растрзана баница со сирење и со јајца. Имавме и мали тие пастрамалии. Јас секој пат преферирам храна, мислим здрава храна. Ова е потекло од нашиот регион, јаболкото дива јаболко на 1400 метра. Нашо речено дивјачка и исто дива јаболка кисела, правам јаболков оцет. Ова ми се плодови шумски, дива цреша и боровинка и дива малина компоти. Ова имам некој нов специјалитет сега, љуто благо сладко од пиперка и сладко од дуња. Со дружење со специјалитети, поготово паланачки. Ви дошле ли повторно на вака? Сигурно, секако. Многу е убаво. Дружењето е спред се. Што пробавте од специјалитетите? Од све помалку, али стварно е убаво. Како ви се допаѓа? Ги пробавте? Ја носеше сукам по парника, ма не приоди ништо не зема. Остави за гости да земат. Манифестацијата имаше награден карактер, беа предвидени 3 категории за најдобар вкус, декорација и автентичност, но жири комисијата одлучи сите 9 групни изложувачи да бидат наградени со истоветна награда. Парични награди добија и учениците од основните и средното училиште кои творија на тема екохрана. Учествуваа и дечињата од градинката Детелинка кои подготвија изработки од компир, а се представија и ученици од угостителската паралелка на средното општинско училиште Ѓорче Петров. Културно-уметничката програма ја збогати настапот на Нино Величковски, а настапија и фолклорните друштва 8 октомври, Карпош и фолклористи. Автентичноста на настанот ја надополни декоративниот штанд со етно мотиви на Национална установа Центар за култура Крива Паланка. Се одржа дефиле со стари носи од Кривопаланечко, а на посебен штанд изложи сувенири и локалната установа Градски музеј. На хуманитарен штанд беа поставени дел од специјалитетите кои се продаваа без одредена цена со донаторски прилог за лица од семејства во социјален ризик.